ќе Може. Денеска сме во Крушево и разговараме за програмата која што ја понуди Социјалдемократскиот сојуз, а која што ја формулиравме под мотото да ја вратиме средната класа во Република Македонија. Факт е дека во Крушево можеби најповеќе внимание посветивме за проблемот број 1 во нашата држава, а тоа е огромното иселување и тоа особено на најмладите и најспособните. Според Светска банка, 447.000 граѓани на Македонија ја напуштила својата држава. Тоа значи дека буквално секоја општина во Република Македонија страда од истиот проблем. Меѓутоа во Крушево проблемот е двојно поголем. Младите бегаат од Крушево во другите градови во државата, бегаат во главниот град, а многу од нив потоа и ја напуштаат државата. 50% од македонските граѓани велат дека ако можат би избегала од дома. Тоа значи дека Република Македонија не им создава шанси, особено не на младите и особено не на оние кои што сакаат и можат да ја помогнат на својата држава. И затоа мерките во програмата на Социјалдемократскиот сојуз се сконцентрирани како да го решаваат чекор по чекор овој проблем. Да остават шанса за екзистенција во Република Македонија, да дадат и понудат шанса за подобар живот во оваа држава. Денеска во Крушево чувме многу критики и за проектот Борба против енергетската сиромаштија. Во програмата на Социјалдемократскиот сојуз предвидуваме дека субвенциите за плаќање на сметките за електрична енергија ќе се отворат за 5 различни групи на граѓани. Ќе овозможиме зголемување на износот за енергетска субвенција, меѓутоа законско редовно плаќање, не само пред избори, туку буквално секој месец и со сума поголема од сегашната. Она што е најважно е дека во втората фаза овие енергетски субвенции ќе обезбедат и финансирање на купувањето на огревно дрво, токму на семејствата кои социјално се најзагрозени. Бидејќи сме во општина во која што зимскиот туризам е една од важните елементи на локалната економија, дискутиравме со многу крушевчани како на вистински начин владата може да им помогне за да го развијат туризмот и да остават пари во општината, а не надвор од неа. Една од мерките на нашата програма предизвика внимание кај сите оние кои што се занимаваат со зимски туризам, а тоа е дека ќе го поделиме зимскиот распуст за децата во основно и средно образование и ќе овозможиме, освен споените божитни и новогодишни празници, вториот дел на зимскиот распуст да биде во месец февруари. На тој начин ќе им помогнеме на зимските центри како Крушево да ја продолжат зимската сезона и да им овозможат екзистенција на младите дома во својата општина, а не надвор од државата. Ви благодарам. Браво.